20 часот време е за централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Добро вечер, започуваме со кратка најава. „21 септември е прогласен за Светски ден на мирот. Традиционално точно напладне со едноминутно молчење во Штип се одбележа Светскиот ден на мирот. Во тек се градежните работи за изградба на таложник за вода за пиење пред филтер станицата, која треба да го подобри квалитетот на водата за пиење во градот Пехчево и околните населби. Во петок, градоначалникот на општина Штип во својот кабинет ќе оствари средба со жените од Штип. Средбата е дел од проектот Модели за учество на жените во процесите на донесување на одлуки на локално ниво. Денес започнаа градежните активности за асфалтирање на повеќе улици во штипското село Пиперево во должина од 350 метри. Инвестицијата е во вредност од 1 милион денари, пари обезбедени од општина Штип. По завршувањето на активностите во Пиперево, градежната механизација ќе се пресели во село Лесковица, каде ќе бидат асфалтирани улици во должина од 750 метри, а во вредност од 2 милиони денари. Општина Штип започна со реализација на изградба на улици во село Пиперево. Вкупната должина на улици во селото ќе биде околу 350 метри. Инвестицијата е обезбедена од буџетот на општина Штип и е во вредност од 1 милион денари. Изведувач на работите активности е Колетранс инженеринг на Штип. Се селиме во село Лесковица, каде што ќе бидат изградени околу 750 метри улици и инвестицијата е во вредност од 2 милиона денари обезбедени од буџетот на општина Штип. Во селото Лесковица пред 2 години беа направени 1000 метри улици, кои што средствата беа обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и рурални развој, но на барање на жителите остатокот од 750 метри ќе биде обезбеден од буџетот на општина Штип и изработен во текот на идната недела. Во тек се градежните работи за изградба на таложник за вода за пиење пред филтер станицата, која треба да го подобри квалитетот на водата за пиење во градот Пехчево и околните населби Негрево, Чифлик, Умлена и Робово. Проектот е во вредност од 1 милион 862.383 денари, од кои 1 милион денари се од Министерството за животна средина, а 862.383 денари се обезбедени од буџетот на општина Пехчево. Во завршна фаза е изградбата на таложникот за вода за пиење пред филтер станицата во Пехчево. Со тоа ќе се подобри квалитетот на водата за пиење во градот Пехчево и околните села Негрево, Чифлик, Умлена и Робово. Бидејќи технолошкиот процес на изградената филтер станица не може да ги задоволи стандардните услови и времето за филтрирање на водата за време на дожд, потребно беше да се изгради таложник за доведената вода од двата цевководи, истакна градоначалникот Игор Поповски. Тоа е објект кој што ни е доста потребен и граѓаните доста време реагираат на проблемот што го имаме со водата од пред некоја година. Цениме дека во консултација со стручни служби, дека со овој објект со таложникот може да се надмине проблемот и во наредниот период секако очекуваме подобрување на квалитетот на водата. Филтер станицата ни е доста оптеретена, со таложникот ќе направиме дополнително таложење на водата и прочистување. И во идниот период мора да размислуваме за надоградување на филтер станицата за трајно да го надминеме овој проблем. Доста напори вложивме, неколку пати ја реновиравме филтер станицата, додававме елементи, така да во тој поглед филтер станицата е сега комплетна со нова лабораторија. Инаку Пехчево има квалитетна вода за пиење и редовно се испитува, истакна раководителката на филтер станицата. Единствено заматување на водата се јавува кога има обилни врнежи од дожд. Водата во општина Пехчево е исправна, таа е бактериолошки исправна, значи таа редовно се хлорира. Ние овде правиме дневни анализи кај што се контролира водата, но исто така 2 пати во месецот се праќаат анализи во Кочани кај што тие исто така ја испитуваат водата и правиме една годишна анализа кај што водата се испитува целосно во Скопје.
Проектот за изградба на новиот таложник за вода во Пехчево е во вредност од околу 1.800.000 денари, од кои 1 милион денари се од Министерството за животна средина, а околу 800.000 се обезбедени од буџетот на општина Пехчево. Во петок, 23 септември, градоначалникот на општина Штип примариус магистер Илчо Захариев во својот кабинет ќе оствари средба со жените од Штип. Средбата на градоначалникот на општина Штип со дел од женската популација е дел од проектот Модели за учество на жените во процесите на донесување на одлуки на локално ниво. Центарот за истражување и креирање политики со поддршка од страна на UN Women во повеќе градови во државата реализира проект преку кој женската популација ќе може со идеи да учествува во донесување одредени одлуки на локално ниво. Станува збор за практикување на една од алатките за партиципативно одлучување. Проектот се реализира под насловот Модели за учество на жените во процесите на донесување на одлуки на локално ниво. Истата алатка ќе се тестира и во општина Штип во петок, 23 септември во периодот од 10 до 12 часот во кабинетот на градоначалникот на општина Штип примариус магистер Илчо Захариев. Жените ќе имаат можност да разговараат со градоначалникот, да ги истакнат своите барања, предлози, ставови, идеи и размислувања. Истите ќе бидат забележани и ќе бидат предмет потоа на работа, на ангажман на градоначалникот и на општинската администрација. Идеите кои ќе ги споделат жените од Штип ќе бидат забележани и во периодот што ќе следува разгледани од страна на градоначалникот и општинската администрација. Проектот Модели за учество на жените во процесите на донесување на одлуки на локално ниво е пилот проект кој ќе се реализира во општина Штип и во зависност од интересот и резултатите се очекува истиот да продолжи да се спроведува со цел поголема инклузија на жените преку механизмот за родова еднаквост. Виничани и младо и старо денес се приклучија на зелениот караван за борба против климатските промени. USAID проект кој вклучува и конкретни мерки за адаптација и заштита на општината од глобалното затоплување. Температурата во светот во изминатите 100 години се има покачено за 0,74 степени, а научниците се јасни дека светот ќе добие потопол век поради понатамошно зголемување на концентрацијата на стакленички гасови. Се предвидува дека просечната глобална температура ќе порасне за 4 степени до крајот на 21 век. Тоа се ефектите од глобалното затоплување кои Виница во неколку наврати директно ги чувствуваше со поплавите и излевањата на реките, а индиректно се одразуваат и врз здравието на луѓето. И младо и старо, денес виничани активно се придружија на зелениот караван за борба против климатските промени. Целта е да ја упатиме пораката кон населението дека климатските промени се реалност, дека се реална закана која што ни прети врз сигурноста, прети на локалното население, врз развојот на заедницата, економскиот развој и слично, и од особена важност е секој од нас како индивидуалец да земе учество во борбата против оваа реална закана. Овој USAID проект за општински стратегии за климатските промени спроведуван од Милио Контакт Македонија. Виница заедно со уште 9 општини го реализира подолг временски период, а бенефитот треба и директно да го почувствуваат граѓаните. Виница е доста подложна на ризикот од поплави. Во рамки на овој проект првично се спроведе итната акција чистење на Кајанечки дол со цел намалување на ризикот од поплави, а во моментов се работи на пилот проектот кој што е избран од страна на жителите како најприоритетен во моментов, а тоа е регулирање на коритото на река Осојница, каде што практично со комплетна реконструкција на речното корито ќе се спречи идниот ризик од поплави, кој што пред известно време беше еден од најголемите ризици од областа на климатските промени локално. Кампањата е во континуитет, а не само за ден-два. Борбата со климатските промени треба да биде секојдневна, бидејќи секоја промена или секоја нова еколошка навика започнува од нас и завршува со нас. 21 септември е прогласен за Светски ден на мирот со резолуција на Генералното собрание на Организацијата на Обединетите нации од 2001 година. Резолуцијата ги обврзува сите земји и држави членки на Обединетите нации редовно и секоја година денот на мирот да се одбележува со соодветни програми.
Традиционално, точно на пладне со едноминутно молчење во Штип се одбележа Светскиот ден на мирот. Но во ден веќе 15 години Општинската организација на Сојузот на борци ја пренесува светската порака за мир. Традиционално точно на пладне со едноминутно молчење во Штип се одбележа Светскиот ден на мирот. Пораки за мир преточени во поезија испратија учениците од основното училиште Гоце Делчев. На овој ден веќе 15 години Општинската организација на Сојуз на борци од Штип ја пренесува светската порака пред штипјани. Ова работен за мирот е неопходно, но не е лесно. Навистина во безброј заедници ни светот, мирот представува недостижна цел од камповите со избеглици во Сирија, Палестина, Афганистан до патиштата на Багдад. Прашањето на мирот е исполнето со прекин и страдање. Генералниот секретар во пораката на Светскиот ден на мирот повикува завојуваните страни да го положат оружјето за глобален прекин на огнот. Мирот е една од човековите најдрагоцени потреби, затоа и Штипската организација на Сојуз на борци испрати своја порака за мир. Порачуваме да секаде завладее мир, да престанат војните, да нема крвопролевање, да нема прогони на население, да се створат услови за еден нормален живот на секој човек. Годинава повеќе градови на истокот со марш под мотото да градиме блокови за мир го одбележа овој значаен датум од поновата историја. 21 септември е прогласен за Светски ден на мирот со резолуција на Генералното собрание на Обединетите нации од 2001 година. Резолуцијата ги обврзува сите земји и држави членки на Обединетите нации редовно и секоја година денот на мирот да се одбележува со соодветни програми. Пораки за мир денес упатија и средношколците од Виница, со што достојно се вклучија во одбележувањето на Светскиот ден на мирот. Со музика, игра, поезија, цртеж, средношколците од СОУ Ванчо Пркја денес од градскиот парк во Виница испраќаа пораки за мир и масовно се вклучија во одбележување на Светскиот ден на мирот. Ние како тим во рамките на проектот за мировно образование организираме активности во кои што се вклучени културно-забавни активности и манифестации. Во рамките на таа културно-забавна манифестација, која што е поддржана од страна на првата детска амбасада Меѓаши, имаме музички numери, имаме ликовни творби и имаме игровни активности, која што се нарекува потрага по богатството, односно потрага по мирот. Целта на одбележувањето на оваа активност е анимирање на учениците и зголемување на свеста за чување и градење на мирот како едно богатство кое што е значајно за меѓусебна соработка, богатство кое што е потребно да го чуваме, да го негуваме и да постојано мислиме на него, затоа што без мирот го немаме сето друго останато. Мирот е основата за соживот, мирот е основата за градење на една посветла и поубава иднина. Проектот за мировно образование кој е поддржан од детската амбасада Меѓаши, училиштето го имплементира континуирано во текот на целата учебна година. Во четврток на територијата на Штип ке се спроведе теристичка дезинсекција со цел уништување на комарците. Адултицидната дезинсекција ке се спроведе во периодот од 2 до 6 часот. Во случај на неповолни временски услови, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени сите зелени површини во општина Штип, подрачјата по течението на реките Прегалница и Отиња, како и каналниот систем на територијата на општината, урбаните населби и локалитети. Адултицидната дезинсекција ќе се изведува со препаратот Аква Каотрин 2 ЕВ со активна супстанца Делметрин. Во случај на неповолни временски услови, ветер, дожд и друго, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден и воедно се известуваат пчеларите навремено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Голем култ имаат кочанци кон славењето на Мајката Божја и кон одбележувањето на денешниот празник Рождество на Пресвета Богородица или познат кај народот како Мала Богородица. Голем број верници се собраа во Кочанскиот храм да ја оддадат почит на Пресвета Богородица и да се молат за здравје и спасение на сите.
Кочанци одаваат голема почит на Пресвета Богородица и посебно на денешниот празник нејзиното рождество или Мала Богородица. Се собраа во голем број во Кочанскиот храм, палеа свеќи за здравје, упатуваа молитви кон Мајката Божја и делеа погачи за здравје. Црквата го востановила овој празник поради посебното значење што го има Пресвета Богородица, па во врска со тоа и нејзиното раѓање во Божјата економија на спасението. Онаа што подоцна ќе го роди Бога, се роди од благочестивите родители Јоаким и Јана. Овој празник е од големо значење бидејќи, нели, како што сведочи црковната историја, самите родители на Пресветата Владичица наша Богородица, кои што се нели викале Јоаким и Јана, многу време немале порота според еврејската традиција и размислување во тоа време сите оние брачни другари и двојки кои што немале нели не биле удостоени со пород, биле сметени за грешни, за недостојни и сето тоа било представувало голем срам, но сепак тоа не им пречело на светите Јоаким и Јана да останат тврди во верата и да се молат нели Бог барем во стари години да ги удостои со една радост. Но нели Бог кој што ги знае мислите и срцата ги удостоил овие двајца со на вистина голема радост бидејќи од утробата нели на светата Ана произлегла најчистата жена, а тоа е нели Пресветата Богородица. Во Кочанскиот храм по повод празникот беше отслужена света божествена литургија со која ќе началствуваа свештеници од Кочанското архиерејско наместништво. Пред литургијата беше одржана утрена богослужба. Празникот Рождество на Пресвета Богородица е празник со кој според црковната традиција започнува новиот циклус на празнувања, затоа што црковната нова година започнува од 1 септември, денот кога се чествува празникот посветен на светиот Симеон Столпник. За 2000 финци државата следната година подготви реализација на утопијата. Ќе добиваат пари секој месец без никаква обврска, па дури не мораат ниту да бараат работа. Станува збор за експериментално воведување на така наречениот основен универзален доход. Во секој случај, утопскиот сон во кој никој не е на улица, никој не е гладен, не носи партали и секој месец има сигурен приход, за кој не мора да исполнува никакви услови, се проширува и во други земји, каде експериментално се тестира во некои места, во Холандија и Канада, а тоа го разгледува и Нов Зеланд. Финците за оваа тема дискутирале до 9 септември, а сега и без анализирани резултати од разговорите ќе започнат со примена од 1 јануари 2017 година. По случаен избор, невработените кои добиваат парична помош, од нив ќе бидат избрани 2000 лица и секоја ќе добива по 560 евра месечно. По 2 години ќе се анализира однесувањето на таа група на невработени во споредба со иста група која добива редовен паричен надоместок од бирото, кој исто така изнесува 560 евра. Спогодбата со која Вашингтон му вети на Израел воена помош без преседан вредна 38 милиарди долари го направи Иран уште порешителен во плановите за зајакнување на својата војска. Спогодбата меѓу САД и Израел ќе не направи уште порешителни во зајакнување на одбранбените сили на земјата, изјави багери за иранската државна телевизија. Вашингтон на Израел му вети воена помош вредна 38 милиарди долари со подпишувањето на новата 10-годишна спогодба, која го опфаќа периодот од 2019 до 2028 година. Согласно договореното, Израел ќе добива 3,3 милиарди долари годишно за воено финансирање, што е повеќе од 3,2 милиарди долари, колку што моментално прима во текот на една година, како и 500.000 долари годишно за ракетна одбрана. Турскиот председател Реджеп Таип Ердоган синоќа во обраќање пред Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк ги повика светските лидери да преземат мерки против терористичката мрежа на исламскиот проповедник Фетулх Гюлен, оценувајќи дека таа ја загрозува нивната безбедност. Од оваа говорница ги повикувам сите наши пријатели подитно да ги преземат неопходните мерки против терористичката организација на Гюлен поради заштита на сопствената безбедност и безбедноста на своите нации, изјави Ердоган, додавајќи дека оваа организација не представува закана само за Турција, туку и за сите 170 земји во светот во кои таа има и своји институции и активности.
Според Ердоган, ваквите бројки значат дека најголемиот дел од земјите членки на Обединетите нации се загрозени од илегалната структура на Ѓулен. Ракометарите на македонскиот првак Вардар ја продолжија серијата победа во СХ лигата, откако синоќа на домашен терен го победија Татран Прешов со 38-21. Во шестиот надпревар, црвено-црните ја постигнаа петата победа и се сигурни на првото место на табелата. Вардар во текот на целиот надпревар беше подобар ривал и постојано зголемуваше предноста. Сите вардарци успеа да се запишат во листата на стрелците, а најефикасен беше Алекс Душебаев со 6 голови. На вториот надпревар одигран синоќа, Загреб го победи Горење со 28-21. Каменичанецот Бошко Стаменковски придоради уште едно злато во своите витрини. Новиот златен медал тој го освои на светското првенство во пауерлифтинг кое се одржува во Књажевац, Србија. Освен златото, Стаменковски стана и нов светски рекордер, подигајќи 120 килограми во категоријата за надпреварувачи до 67,5 килограми. Стаменковски е еден од ретките спортисти кои што започна да се надпреварува во пауерлифтинг од 2014 година и за краток период собра се што можеше да се собере од златни медали во дисциплината бенчпрес. Инак успехот на Стаменковски е од огромно значење бидејќи на светското првенство во пауерлифтинг кое од 17 до 24 септември се одржува во Књажевац, Србија, учествуваат близу 500 надпреварувачи од вкупно 28 земји. Ова беа сите содржини предвидени за второто издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Довидување до 23 часот.